Ново издание на вестите на каналот СУМ. Добар ден. Советот на општина Кучани ја врати на доработка информацијата за состојбата со поплавите што неодамна го зафатија регионот. Беше заклучено дека податоците се нецелосни и не ја одразуваат вистинската слика и причините поради кои водата од Брегалница се излеала во околните ниви. На седницата на Советот на општина Кочани не помина информацијата за поплавите во регионот и последиците од нив. 10-минутната дискусија околу доставените податоци заврши со заклучок дека тие треба да се доработат, односно да се поднесе дополнета информација со бројки кои ќе покажат колкави количини вода протекле низ водотеците во Кочанскиот регион. Советникот Владко Трајанов даде пофалба за задничката активност на Советот и надлежните служби за преземени мерки за заштита на мостот на Оризарска река меѓу Грдовци и Мојанци, но праша дали не можело навреме да се преземат мерки во контролирањето на нивото на реката Брегалница. Колку метри кубни во секунда се испуштени од веќе преполнетата брана Калиманци? Мои сознанија се, а тука нема ништо демантирано, нити дадено спротивни сознанија, имате информација да сите пред вас, да не ја читаме сега одговорница. Мои сознанија се дека ден-два пред поплавата се испуштени само 5 кубика метри во секунда. Додека, кога веќе почнаа обилните дождови и дојдоа енормните води, таа бројка да се покачи, односно веќе не е можела ниту да се контролира, што одоздолу од испуштениот канал, што како прелив 300 метри кубни во секунда. Трајанов направи и математичка пресметка за да долови за колкава количина вода се работи, во обид на советниците да им представи дека состојбата била како елементарна катастрофа. 300 метри во секунда, ако го метри кубни вода, ако го помножиме со 60 во минута и повторно со 60 во час, доваѓаме до запрепастувачки околу 1.000.000 кубика во час. Ако земеме во предвид дека капацитетот на Калиманската брана е некаде околу 100 и нешто кубика, кога е максимално полна. 100 и кусор милиона кубика, кога е максимално полна. Тоа значи дека како да ни се десе елементарна непогода, не дај Боже, да ја нема браната и целата таа вода да истече за 3 деноноќја. На седницата имаше предлог и понатаму да се следи хидролошката состојба, посебно поради најавите дека се очекуваат нови врнежи од дожд. Деновиве на интернет гледам статии и повестици дека исто така се очекува влажна пролет или дождлива пролет во Македонија, така да превентивно не е лошо да се стапи во контакт со Хидрометеоролошки завод, да се провери таа информација, дали навистина така и навремено да се подготвиме, односно да се испуштат потребните количини постепено од браната Калиманци, затоа што земјата е заситена со вода, нема многу можност да прими доколку настанат евентуално нови дождови, поројни дождови. Предлогот за доработка на информацијата беше поддржан и од советничката група на мнозинството во Советот. Јас се согласувам како координатор на советничка група да оваа точка, бидејќи е многу осетлива, да биде оставена за наредна седница, да биде изготвена подетално со присуство на изготвувачите на оваа информација, во нивно присуство да подетално ја разгледаме, можеби до тогаш ќе имаме време и тие ќе имаат време да изготват дел од настанатите штети и како информација не бидат доставени. На гласањето за доработка на информацијата за поплавите, советниците беа едногласни. Со тоа го задолжија Водостопанство Брегалница за наредната седница да ги комплетира бараните податоци и повторно да ги понуди на разгледување пред Советот. Во пожар целосно изгоре куќа во центарот на градот, но за среќа нема повредени. Во куќата не живеел никој, така што причината е само материјална штета. Во пожар што избувна попладнево, целосно изгоре куќа во центарот на градот. Станува збор за улицата 22 октомври во сокакот во Стришани. Пожарот избил околу 14 часот. Соседите велат дека екипата на Кочанската територијална противпожарна единица пристигнала веднаш по дојавата. Благодарение на навремената интервенција на територијалната противпожарна единица од Кочани беше спречено пожарот во куќата да се прошири на околните. Опожарената куќа е речиси целосно уништена. Изгореа гредите од кровната конструкција, запаливиот материјал од натрешноста, како и подрумскиот дел. Од куќниот инвентар и онака немало многу да се спасува. Среќна околност е што електричната инсталација во куќата била неисправна, така што иако пламените јазици се ширеле, огнот се задржал под контрола.
Утврдувањето на причинетата материјална штета доправа треба да ја направи сопственикот. Соседи информираа и за семејната историја. Во пожарената куќа 10 години не живеел никој, откако жената која живеела сама починала. Нејзината сестра која живее во странство како легитимен наследник ја продала парцелата која има пространа и атрактивна дворна површина. Соседи кои не сакаа да зборуваат пред камерата велат дека од поодамна алармирале дека сега опожарената куќа е претворена во дувло. Во неа се консумирало алкохол и дрога, а служела и како засолниште, но и како јавен тоалет. Иако немало очевидци, соседи веруваат дека пожарот е причинет од човечки фактор, а се сомневаат и дека е подметнат. Последниот период, територијалната противпожарна единица од Кочани бележи зголемување на бројот на интервенции на отворен простор. Храната што им се продава на учениците во основните училишта бактериолошки е исправна, покажале испитувањата на Центарот за јавно здравје. Сепак, за поголема безбедност се предлага да има училишни кујни за организирана исхрана. Исправноста на храната што ја користат учениците во основните и средните училишта е едно од прашањата на кое му се посвети поголемо внимание и на седницата на Советот на општина Кочани, на која меѓу другото се разгледуваше информацијата што ја подготви Центарот за јавно здравје. Советниците рекоа дека се работи за еден од клучните моменти од кои зависи и општата здравствена состојба на најмладите, поради што беше побарано и конкретно образложение за податоците во доставената информација. Каква е безбедноста на храната која што се дистрибуира во нашите училишта? Значи, тоа се така речено бифињата во училиштата. Значи, би сакала едно кратко образложение од стручните служби да ни кажат дали таму всушност имаме безбедна дистрибуција и чување на храна, какви се нивните искуства и до кои заклучоци дошле. Центарот за јавно здравје правел чести контроли и испитувања на исправноста на храната што им се продава на учениците во училиштата и досега резултатите биле позитивни. Основните училишта најчесто се снабдуваат со храна од занајческо производство од приватни оператори. Примероците што сте ми ги испитале до сега микробиолошки се исправни. Квалитетот не сме го испитале, бидејќи испитуваме само процент на вода. Други субстанции кои што можат да го загрозат здравјето на учениците во нашиот центар не се испитува. Заради поголема сигурност во исправноста на храната и нејзиниот квалитет, беше речено дека треба да се размислува за организирање кујни во училиштата, што ќе обезбедат соодветен оброк за учениците. Факт е дека во нашата општина немаме организирано училишни кујни. Тоа е голем пропуст. Јас не сум го напишала во информацијата, но сакам да ви скренам внимание во иднина да се работи на тој проблем, да се организира општествена исхрана, односно да проработат, да профункционираат училишните кујни. Пендевска рече дека храната што се продава во училиштата, а чии што мостри се испитувале во Центарот за јавно здравје, ги задоволувале критериумите според правилникот за микробиолошката исправност. Информацијата, заедно со сугестијата, беше едногласно прифатена од советниците, но дали во практика навистина ќе се реализира отворањето училишни кујни, останува отворено прашање. Кулуарски, меѓу советниците, можеше да се слушне мислење дека тоа е поврзано со финансиските можности на образовните институции, за што ќе треба да помогне и локалната самоуправа. Оваа недела грипот се појави и во Виница. Бројката на заболени е во благ пораст, но е далеку од загрижувачка. Неделава грипот се појави и во Виница. Во општината се регистрирани 10 заболени. Реалната бројка сепак е далеку поголема, затоа што делот заболените не се обратиле кај матичниот лекар. Но тоа во никој случај не е алармантна бројка, иако е показател дека сезоната на грипот доправа почнува со првото зголемување на температурите. До почетокот на месецот во Виница воопшто немаше појава на грип. Во прилог на тоа дека состојбата не е алармантна говори и статистиката. Во споредба со бројот на заболени во петата недела од минатата сезона, оваа година беше забележено значително намалување за 29,8%, како и во однос на просечниот број на заболени за оваа недела во изминатиот 10-годишен период, во кој намалувањето на бројот на пријавени заболени лица изнесува 5,1%.
Во овој период немаше регистрирани смртни случаи асоцирани со инфекција од вирусот на грип. Во споредба со истиот период минатата година постои намалување на вкупниот број на пријавени случаи за 12,1%, а во однос на просекот за 10-годишниот период се регистрира зголемување за 4,1%. Членовите на ликовното студио при Центарот за култура Бели Мугри сликаа мурал на зидот на објектот познат како Соколаната. Ги насликаа главните обележја на градот Кочани. Цртањето е дел од проектот Урбан Зид, што се реализира од страна на Агенцијата за млади и спорт. Младите сликари од училиштето за цртање и сликање што работи при Центарот за култура Бели Мугри под менторство на академскиот сликар Александра Димитрова сликаа мурал на зидот на објектот познат како Соколаната. Цртањето е дел од проектот Урбан Зид, кој што се реализира од страна на Агенцијата за млади и спорт во повеќе градови и општини во државата и има за цел да ги поттикне младите луѓе да го искажат својот креативен потенцијал во цртањето графити, а без при тоа да оштетат некој јавен објект или јавна површина. Сакаме да ги стимулираме младите луѓе да го искажат својот креативен потенцијал, да го искажат својот младешки став преку испишување на позитивни пораки кои што ќе бидат пренесени во општеството и истовремено сакаме да ги оттргнеме младите луѓе да пишуваат графити со било каква содржина и на било кое место. Искрено се надевам дека овој проект во иднина ќе заживее и во другите поголеми градови. Мора да потенцирам дека во изминатиот период истиот го реализиравме во Велес, во Гостивар, вчера бевме во Битола, денеска сме во Кочани. Во следната недела ќе продолжиме низ неколку општини во Скопје и искрено се надевам дека токму ваквите места на кои што младите луѓе ќе може да творат, да цртаат графити, ќе представуваат места каде што другите граѓани на општините ќе може да уживаат во нивните пораки. Младите уметници ги презентираа објектите кои што се обележје на градот Кочани и упатија порака дека низ позитивни пораки практично можат да ја искажат својата креативност. До сега немаме претходно вакво искуство, но за ова што го цртаме долго време истражувавме и ги изработувавме скиците, па затоа имаме многу делови од градот, како што се црквата, кулата, киното, некои делови од паркот, како што е Шаховското поле. Сакаме да ги представиме сите делови на градот во овој мурал, па така се надеваме дека ќе испадне како што треба. Многу често цртањето графити се смета за вандализам, меѓутоа кога постои точно одреден простор, кога се испишуваат позитивни пораки од страна на граѓаните, тогаш секогаш тоа во очите на случајните минувачи е представено како позитивна перцепција. Започна реализацијата на втората фаза од проектот за подобрување на инфраструктурата и уредување на дворот на Основното училиште Никола Карев. Проектот е во соработка со локалната самоуправа на Кочани и Министерството за образование и наука. Со отворањето на вториот влез на училишната зграда, како и обновата на фасадата, проект кој беше заеднички на Министерството за образование и наука, УСАИД, локалната самоуправа и училиштето, се заокружи првиот дел од проектот за уредување на училиштето и подобрување на инфраструктурата. Проектот е влезен во втора фаза на реализација. Обновувањето на стазата со бекотон плочки, кај самиот паркинг, до самиот паркинг каде се лоцирани колите за паркирање и пред стариот влез, значи тоа ќе биде едно партнерно уредување. Тоа е значи обврска на локалната самоуправа и се надеваме значи со самите разговори, самиот проект треба да го очекуваме тоа да се реализира до крајот на оваа учебна година. Училиштето е влезено и во проектот меѓуетничка интеграција во образованието за подобрување на комуникацијата меѓу учениците од различна етничка припадност. Партнер училиште ни беше Форина од Форина. Имавме апликација, која апликација е за подобрување значи меѓуетничката интеграција и подобрувањето на комуникацијата и заеднички проекти од општи интерес за едното училиште и другото училиште. Се надеваме доставена апликацијата, значи тоа е една мала донација во висина на 500 евра, која ќе биде наменета исклучиво за набавка на одредени реквизити, за тоа што е заеднички проектот, здрава храна без мана. Заедничкиот проект на двете училишта ќе се реализира во април, кога учениците од партнерското училиште ќе бидат гости на учениците од Основното училиште Никола Карев, и во кој освен учениците учество ќе земат и нивните наставници, ментори, родителите, како и менаџерските тимови на двете училишта.
Сиромашен јазичен израз со поголеми отстапувања од нормата, изданија без лектори, наставен кадар кој не го владее добро стандардниот македонски јазик. Младите немаат доволно познавање на својот јазик. Да се зголеми свеста кај луѓето за значењето на јазикот, порачуваат лингвистите по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари. Членките на Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура УНЕСКО го одбележуваат Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари со цел да се промовира јазичната култура и разновидност, како и повеќе јазичност. Генералното собрание на УНЕСКО го прокламираше во 1999 година Денот на мајчиниот јазик, како сеќавање на студентите кои на 21 февруари 1952 година се убиени во Дака, денешен Бангладеш, бидејќи протестирале поради тоа што нивниот мајчин јазик не е прогласен за официјален. Овој ден е повод да размислуваме и за состојбата во која се наоѓа нашиот мајчин јазик, македонскиот, велат лекторите. Во медиумите може да се забележи сиромашен јазичен израз со поголеми отстапувања од нормата. Ова особено се однесува на емисиите од забавен карактер, што директно се пренесуваат. Понатаму во издаваштвото се среќаваат изданија без лектори. Во образованието има и наставен кадар што не го владее добро стандардниот македонски јазик. Денес на социјалните мрежи лесно може да се воочи колку не се познава правописот на македонскиот јазик, како и карактеристиките што го издвојуваат од другите словенски и балкански јазици. Според мене, загрижувачка е рамнодушноста на родените зборувачи на македонскиот јазик кон ваквата состојба. Државата е таа која што треба да создаде институционална рамка која ќе овозможи водење на систематска и организирана грижа за јазикот. Сепак, главната грижа за јазикот треба да биде од неговите зборувачи, затоа што јазикот живее преку зборувачите. Затоа, потребно е да се зголемува свеста за значењето на мајчиниот јазик за зачувување на идентитетот. Тоа ќе се постигне со долгорочно подигање на општото ниво на писменост и јазична култура, во кое треба сите заедно да учествуваме, додава Ајтовска. Според проценките, речиси секојдневно во светот исчезнува по еден јазик, а лингвистите прогнозираат дека од околу 6000 јазици до крајот на 21 век ќе изумрат повеќе од половина, дури и до 90%. Според лингвистите, најзагрозени се јазиците што припаѓаат на мали заедници кои не се цивилизирани со население со западни стандарди и кои немаат институции. Концерт на староградски песни со квартетот Гергев организираше Домот на културата Тоша Арсов од Виница. Младите музичари се представија со познати рефрени од македонско народно творештво, а од публиката беа наградени со бурни аплаузи. Јовано Јованке, Нестој Донедонке, песна за Рајна Бурева и грст други познати староградски песни исполни квартетот Гергев од Штип на гостувањето во Виница. Концертот што го организираше Домот на културата Тоша Арсов беше вистински погодок за љубителите на рефрените што ја обележуваат нашата традиција стотина и повеќе години. Младите штипски музичари одлично се представија пред публиката која го исполни фоајето на домот, за што по секоја изведба беа наградувани со долготраен аплауз. Гергев е релативно нов музички состав на домашната сцена, но неговите членови кои и професионално се занимаваат со музика, веќе се добро вкомпонирани и излегуваат со целовечерен репертоар. Ние постоиме од 2011 година, поточно од месец јуни. Така функционираме заедно, меѓутоа со музиката сите поединечно сме упатени, да кажам, од мали нозе. Посетуваме ниже образование, средно имаме завршено факултет, работиме во Средно музичко училиште Штип. Свириме и класика, меѓутоа на одредени други настапи на други места. Ние најчесто настапуваме, значи не повикуваат на приватни забави, како што се свадбени прослави и така натаму. Членовите на Гергев досега имале настапи само во нашата земја, пред се поради обврските што ги имаат како професори во Средното музичко училиште во Штип, но не ја исклучуваат можноста во иднина да имаат гостувања во странство.
Организаторите на концертот од Домот на културата од Виница, задоволни од нивниот настап, ветуваат дека ќе продолжат со ваквата практика на задоволство на домашната публика. И за крајот вестите спортската информација. На програмата во спортскиот викенд голем број пријателски надпревари. Во надпреварите од лигата активни ќе бидат кошаркарите. Баскет Дино викендов ќе игра само во конкуренција на М18 и тоа на гости во Скопје кај јуниор. Надпреварот е в недела со почеток во 11 часот. Екипата на Сашко Лазаров викендов требаше да одигра надпревари во рамки на М15 лигата против Ангели, но на барање на противникот терминот е одложен. Главното надпреварување за Баскет Дино е втората лига, чие продолжение требаше да биде токму овој викенд, но за 21 сабота е закажан состанок на Кошаркарската федерација на Македонија, каде ќе се бира нов претседател, а ќе се играат и надпреварите од националниот куп. Женскиот фудбалски клуб Кочани в недела игра пријателски надпревар против екипата на Спортика на стадионот Христо Ботев во Благоевград. Надпреварот се игра во 13 часот по локално време. Деновите пред викендот беа резервирани за училишна кошарка. Во спортската сала во Основното училиште Никола Карев се одиграа општинските надпревари за основните училишта. Настапија само екипите на Никола Карев и Свети Кирил и Методи, додека Малина Попиванова и Раде Кратовче не го пријавија учеството. Свети Кирил и Методи ја совлада екипата на Никола Карев во единствениот надпревар со резултат 43:17 и ќе го представува Кочани на зонските надпревари на 4 март во Виница. На 6 март пак во спортската сала кај гимназијата Лупчо Сантов во Кочани се играат надпреварите од општинскиот женски кошаркарски турнир. Ден претходно во истата сала се одигра и мечот помеѓу средните училишта од општината. Гимназијата Лупчо Сантов демонстрираше надмокност над кошаркарската екипа на Гошо Викентиев со победата од 76:37. Со тоа екипата на Лупчо Сантов ќе биде представник на Кочани на зонските надпревари. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.